Кога се споменува Македонското собрание, наместо тоа да не асоцира на дом на демократија во една земја, кај нас сликата е на жалост обратна. Наместо пратениците од опозицијата и позицијата да работат за подобро на граѓаните, тие деновиве промовираат насилства, говор на омраза, вербални па дури и физички пресметки. 2 дена по инцидентот со координаторот на ДУИ, Арбер Адеми и пратениците од опозицијата, кој наликуваше на Див Запад, одговорност за случајот се уште нема. Извинувањата на пратениците станаа секојдневие за нивните испади, додека неказнивоста на институциите остава лоша слика за граѓаните, општеството и самата држава. Не е прв пат парламентот да е во наелектризирана атмосфера, откако некој од политичките партии ја блокира неговата работа, како што сме и сведоци во изминативе денови. Она што деновиве во фокусот на јавноста е инцидентот кој ескалираше со фрлање шолји, тацни и шишиња, слика која не дозволива за едно демократско општество. Работите да бидат покомпликувани и интензични наместо демократски, хаотичната состојба меѓу пратениците продолжи и околу измените на Законот за работни односи, кој се претвори во битка за микрофонот на председавачите на комисиите. Спикерот на парламентот Тала Џафери, кој самиот пред месец дена беше предмет на недолично однесување, сега не го оправда однесувањето на председателот на Комисијата за европски прашања Арбер Адеми на седницата пред 2 дена, но вели дека сепак овој настан бил испровоциран, а тој во исто време немал ингеренции да побара одговорност за пратениците. Арбер Адеми, предходно пак пред медиумите, кажа дека жали за инцидентот, но според него се било испровоцирано од опозицијските пратеници кои биле странски агенти. Изразувам жалење за сите тие сцени кои вчера се случуја во Комисијата за европски прашања и за тие испровоцирани сцени од страна на опозиција. Значи, тоа не требаше да се случи. Секако реформската агента на ова парламентарно мнозинство и на владата треба да продолжи, не треба да потпаѓаме под вакви провокации од страна на опозиција кои се мотивирани од странски агенди за дестабилизација на земјата. Нефункционирањето на правната држава, неказнивоста на политичарите за непримерното однесување во собранието, па и во јавниот живот, остава негативни последици врз општеството, вели политичкиот аналитичар Синиша Пеќевски. Ако ја гледаме историјата од предходно, ќе видиме дека до сега не се случило некој од пратениците да одговара било како на било каков начин поврзано со било какви инциденти во собранието, или ако биле некако казнити, тоа биле некои символични казни. Веќе стана и пракса да политичарите не одговараат никако во нашата држава, во Македонија, за пропустите што ги прават, дури за вакви и слични инциденти. Видовме дека кај министерот за правда, обвинител и судија беа само усно опоменати од вице-премиерот за борба против корупција, така да веќе воспоставена пракса да политичарите некако се иземени од казни или се иземени одговорност во било каква смисла за своето нерационално или бахато однесување. Пеќевски прецизно го детектира проблемот зошто народните избраници вака се однесуваат во законодавниот дом. Како политичарите стигнуваат до титулите и со какво образование воопшто имаат и кое го стекнуваат дури од кога ќе станат политичари, не ме изненадува ваквото однесување на огромен процент на политичари. Втората работа е што гледаме дека домашното воспитување кај огромен процент, вклучително и кај поранешниот министер за образование, кој треба да биде еден од оние кои се носители на позитивни промени, некој кој воопшто и ќе го подигне прагот на домашното воспитување. Комуникологот Пеќевски не е убеден дека инцидентите во собранието ќе добијат разрешница, било каква, и потсетува дека политичарите и пратениците во земјава преку својот имунитет создаваат слика дека тие се над обичниот граѓанин и законите. Кај нас веќе не владее правото. Чим не владее правото, владеат некои други критериуми, некој владее право на неправо, каде што носителите или оние што се моментално на власт не одговараат за никакви своји постапки, вклучително и за насилно однесување и повреда на евентуална повреда или веќе повреда на одредени пратеници.
видовме дека обичните граѓани се казнети драконско за своето насилничко однесување, но кога тоа ќе го видиме од страна на пратениците, тогаш е тоа во ред и воопшто не се санкционира. Јас верувам дека се тоа ќе се формира некаква комисија која ќе утврди зошто, како и која ќе трае со месеци и на крај казната за евентуалната казна за пратеникот ќе биде некоја символична 5 до 10% од неговата плата. Експертите велат дека недозволиво е што нема одговорност, а собранието наместо да се бори за законодавност и уставност, промовира неказнивост. Некултурата и нередите станаа секојдневие на народните избраници во законодавниот дом. Сиве овие години санкционирањето на инцидентите и одговорноста за истите недостасуваше, а тоа најчесто се заменуваше со извинување и заборавање на случаите. Иако во некои земји со развиена демократија во последниве децении се поедноставуваат постапките за укинување на претеничкиот имунитет, се со цел оваа привилегија која деновиве ја гледаме да не отстапува од принципот на еднаквост за сите пред законот и да се олесни започнувањето било каква правна постапка против пратеници, многу често, особено во земји во транзиција како Македонија, пратениците се уште се заштитени на таков начин што против нив многу тешко може да започнат истраги или било каква кривична постапка за некое дело.